mojo srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Tamu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Pijani od Svetio Duh. Kade odiš, to je dobro prašanje. Kade odiš, čoveku, Makedonecu, sotrudniku, namerniku, kade odiš? Po široki otpad, što vodi vo propast, ili po tesnata pateka, što vodi kon život? Da li go slediš Isus Hristos? Da li go slušaš Isus Hristos? Da li se slušaš sami od sebe? Da li je slušaš Jezevula od skopskata tumba, koja saka da go izbriše makedonski od narod i ke završi kako prvata Jezevula? Te sakam, Gospodi Isuse Hriste, zboruje deneskan iz mene, tatko. Ti dejstvuj so živo slovo, poostro od sekakov meč, koje ne se vraća prazno, koje go deli telesniot od duhovniot čovek. Ti blagodaram što me nauči, da me vodiš, da me učiš, da me pozemaš, da me držiš za rakata, da me oblevaš vo ljubovta tvoje i vo sila, da kažem ne za satanata i smrta. Da za Isus, vo moja ta duša, vo moje to srce, vo zajednicveta sotrudnici, vo sve što imam. Vo makedonska zemlja je, vraćam Makedonija, vo tvoja sobstvenost. Nije ja propovedame Božijata tajinstvena mudrost, prvo pismo do Korintjanite, 2. glava, koja porano beše skrijena. Pazete, no Bog ušte odamna je beše predopredelil vo večnosta nam da ni donese slava, da bideme vo za njegovata slava. За жал, никој од денешните владетели не ја разбра. Владетели на што? На татковини, на земји, на заедници, на цркви. Зашто да ја беа разбрале, немаше да го распнат нашиот величествен Господ Исус Христос. Ние го проповедаме оно што во Светото писмо е опишано вака, што окото човечко не видело. Знаете, уводот човечко не слушнало, знаете, ниту пак човечкиот ум можел да замисли тоа Бог Таткото го има приготвено за оние што го љубат, за оние што го сакаат. Знаете, апостол Павле вели, знам еден човек во тело или без тело, не знам. Бог знае, беше однесен до третото небо и таму што видел, не може да се опише. Најчесто луѓето кои имаат така наречена клиничка смрт не сакаат да се вратат назад. Знаете, ова е долина на сенка смртна. Ова е паднат дух материализиран во материја. И служи тука да се прочисти од отпорот кон Господ Исус Христос. Нам Бог ни го има тоа откриено преку Светиот Дух. Ете, тоа е целата суштина. Знаете ли дека таму некаде на собирот во Никеја за малку ќе изгласале, како што изгласале за Богородица, светците и така натаму, дека се богови, за малку ќе изгласале дека нема Свети Дух. Тука се јавил Македонија, пак некој македонец кој им рекол, не, без Светиот Дух нема црква. И среќа го послушале. Зашто што ниеден човек не може да ги знае мислите на друг човек, освен неговиот собствен дух, така никој не може да ги знае Божиите мисли, освен Божиот дух. Божиот дух знае се. Ти ми кажа, ти ли се знаеш, обично кога некој не слуша, му велам треба да промениш нешто, само ти ли знаеш, само ти ли имаш дух? Не, немам јас. Божиот дух знае се, вклучувајќи го на што е длабоко во човечкиот ум. Така никој не може да ги знае Божиите мисли, освен Божиот дух. Мораш да му дозволиш да живее во тебе, да се откажеш од себе си. Сега, па та. А Бог ни го даде токму својот дух. Не ни го даде духот на овој свет себелюбие.
За да ги знаеме сите работи што ни ги подарил тој, ни го дава Светиот Дух да живее во него, мораш да го исчистиш срцето, да му го вратиш срцето, да се вратиш во негова собственост. Кога ви зборуваме за овие работи, и јас кога ви зборувам, тој зборува низ мене, ние зборуваме, нели? Ние не користиме зборови на човечка мудрост, и апостол Павле зборува во множина. Ние зборуваме кој па Духот преку мене. Туку зборови што ни се дадени од Божиот Дух. Така да ова проповедање, ова поука е од него. Јас сум само сад. Јас не сум ни достоен човеку. Не сум достоен. Тој што вели дека е достоен, нека му е на здравје. Кој духовните работи ги објаснува со духовен речник. Ви телесниот човек е како животно, не ги разбира духовните работи. Луѓето кои не се препородени, кои не му дозволиле на Духот да ги распломти однате од Божиот Дух, не можат да ги разберат вистините. Не можеш да разбереш што доаѓаат од Божиот Дух, затоа тие не сакаат да слушнат. Затоа не ги прифаќаат, не разбира тој. Имаме ние луѓе што мислат дека се во Исус и не разбира ништо, фатен за една доктрина. Па нели сме спасени по благодат? Па да. Но апостол Павле вели благодата да не остане празна. Мораш да ја покажеш љубовта во дела со другите луѓе. Нам сето тоа не изгледа неразбирливо, тоа е затоа што духовните работи не можат да се разберат. Можат да се разберат само со помош на Божиот Дух. А луѓето кои се препородени од Божиот Дух се способни да разберат. Иако самите нив други луѓе не можат да ги разберат, како што рекол пророкот Исаија. Видите, Исаија зборувал воден од Дух и има дела. Дела. Не можеш ти да имаш духа да немаш дела. Единствени дела се гатање, исцелување, некои ситни занеси, кои не одредуваат ништо, никој не знае за тебе. Не си ти светло на свекник, се срамиш од Исус Христос заради татко ми и дедо ми. Па за кој ги знае мислите на Господ? Кој љуби татко и дедо повеќе од мене, земен, не е достоен за мене. Кој му е советник на Господ? Нам ни е даден Христовиот ум, Христов ум. Затоа можеме да ги разбереме овие работи. Значи, Христос е умот. Не сум јас своје глав. Тој е главата. Главата на Исус е Отецот, главата на старешината е Исус, главата на жената е мажот. Зборува за Христос и црквата. Синко, има една меѓа во тебе, има граница, што го дели телесниот од духовниот човек. Граница каде се оставаш стариот ти и исчекоруваш во духот. Тоа е таа пустина на преминот од Египет до ветената земја. Доаѓаш до крајот на себе си. Завршуваш ти каков си бил, грешен, своеглав, паднат, суетен, безсомачен, бесовски, полн со мисли сатански, ова, она, ваму, таму, осветољубив и така натаму. Не простуваш. И треба да исчекориш кон Исус, да оставиш се телесно, сатанско, земно, да исчекориш во духот, не физички. И тие велат една група, ничком и сега излегува од црквата. Зашто ги терам да дојдат на исцелителни терапии. Не сака да дојде на духовен хирург, оди на физички хирург. А тој не може да те исцели, тој само го отстранува видливиот дел на греот, а невидливиот останува. Тој што ти е во душата. Треба да исчекориш кон Исус, да исчекориш во духот, да одиш по вода. Ајде Петре, ајде, помош. Море маловернику, од пустината да исчекориш во ветената земја. Зошто не донесе овде, сакаме во Египет. Ајде одете. Зошто ти вака правиш? Зошто ти благословуваш? Зошто кај ви е љубовта? Зошто ова? Марш сатана во името на Господ Исус Христос. Само на Исус му полагам сметка. Тој е духот на овој свет, нешто те влече назад. Стоиш тука на таа меѓа 40 години во пустината. Нешто те влече назад. Тој е духот на овој свет, не е Исусовиот. Тоа си ти стариот, ти самиот, ти што сакаш. Јас вака мислам. И после леле, помош. И ти остануваш во старата природа, во старата кал, во блуеницата. Ново вино се става во нови мевови, не во стари. Те сакам Господ Исусе Христе. Ново вино се става. И се спомна вино и тие се пијани. Не се пијани од виното, од Светиот Дух. Значи, ново вино се става. Кај беше тоа со виното? Каде е виното? Те сакам Господ Исусе Христе. Дали ќе можеш да ја претвориш водата во вино?
во крвта Исусова. Те сакам, Господи се Христе. Ново вино се става во нови меови и одиме понатаму. Слушајте ги вашите духовни водачи и подчинувајте им се. Тие бдеат над вашите души и за тоа се одговорни пред Таткото. Овозможете им тоа да го прават со радост, а не со жалост и воздишки, зашто тоа нема да биде во ваш интерес. Евреите 13:17. Зошто? Па не е во твој интерес да си во спор. Подобро напушти ја заедницата. Зошто? Па затоа што правиш грев против Светиот Дух. Ако си видел дека овде има Дух, ако е тој поставен и воден од Духот, ти го се спречуваш, се спротивставуваш, стануваш борец против Бога. Тој е грев против Светиот Дух. Ке мора да го отплаќаш. И на овој и на оној свет. Друг препев: покорувајте им се на учителите ваши. А ако нема Дух, замини си веднаш. Отите носи во јама. Покорувајте им се на учителите ваши. Бидете им послушни, зашто тие, бидејќи се задолжени да одговараат, бдеат за вашите души, да со радост да го вршат тоа, не со воздишки, зашто тоа не е полезно за вас. И така една група имаше сега, се побунија нешто, подолго време трае тој проблем. Непослушност, непокорност, озборување. Па тој меѓу редови подучува, други кај што подучува со тој крив дух сегде затруен, ова исто така нешто прави, зборува. Пазете го сега тој момент. И одеднаш духот дојде и ги изгони. Судир на два духа. Не може духот на овој свет да дојде во црквата и да остане. Јас гледам, тие не ги разликуваат, седат во црквите со духот на тој свет. Овде духот свети решава кој ќе седне од левата или десната страна. Евреите 13:17, значи ти си дознал за Исус информација, знаеш истории, прераскажување, приказни знаеш, стихови, ама во срцето доктрини знаеш, си извршил обреди, во срцето се уште си стариот тихо. Твоја волја, твоја власт над себе си, ти имаш твое време, твои мисли, твои желби, твои идеи, твои ставови, ти сакаш да исцелуваш, да лекуваш, да подучуваш, да правиш нешто, не знам што. Сите сакаат да се молат со тебе. Исус се напомош. Ангелите му го дадоа законот на Мојсеј. Пазете го сега ова. Тој им го пренесе на луѓето. Кој ви пренесува знаење овде? Директно примате. Посредник е потребен кога има две страни. Кој се тие? Па Таткото небесен и вие паднатите доле. За да разбереш, преведуваш ти треба. Од ангелски на македонски. А приветувањето дадено на Авраам, Бог действуваше самостојно, Галатјаните 3:19-20. Пазете, на Авраам му се обраќа директно. Нам ни дава преку Мојсеј, преку Духот, преку старешината Исус. Не доаѓа директно кај секого. И затоа е пишано тоа после на Мојсеевиот стол седнаа фарисеи и садукеи, книжници и фарисеи, Матеј 23:2. Сами си се поставиле, сам си се води, не се Исусови водачи, во духот на овој свет се. Тие говорат само во умот, словото кое убива, а не извршуваат. Не ја извршуваат неговата волја, не ја извршуваат љубовта, не се водени од духот, прераскажуваат туги знаења, доктрини и стари. Па ќе дојдеме, Авраам добиваше директно. Тој доби 2А, Авраам, што направи тој? Па го зема Исак, го однесе горе. Да тоа го слушаше тој Божиот глас. Пазете го тој момент и затоа го вика татко Авраме они. И денеска велат татко Авраме. Татко е еден на небесата, затоа се во тоа што се, затоа го распнаа Исус. Си се држат до своето. Тој се квалификува. Дали ти би го однел твојот син да го заколеш, да бидеш послушен на Бог? Стани Аврам и оди таму, во ветената земја. Значи тие говорат, а не извршуваат. Според делата нивни не постапувајте. Па гледај го што прави. Брзуваат бремиња тешки и мачни за носење. Вака треба, така треба. Пазете сега, сами не сакаат со прст да мрдат. Каде внатре во себе да му предадеш се на Исус, да почнеш да работиш за Царството Божјо. Не некој друг да те финансира, ако се тоа пари од илуминатите. Со кои пари живееш ти човеку?
прават дела за да ги видат луѓето. Гледајте ме, чудете се. Сакаат прво место на гозбите, предни места во синагогите, поздрави по улиците, да ги викаат рави. Немојте да се нарекувате наставници. Еден е вашиот наставник, Господ Исус Христос. Духот кога зборува низ вас, тоа е друго. Немојте да се нарекувате наставници. Најголемиот меѓу вас да ви биде слуга. Кој се воздигнува ќе биде понизен, кој се понизува ќе биде воздигнат. Матеј 23:1-12. Видете го тој момент. Стоиш ти на меѓата не промене. Денес Исус ви дава посредник. Посредник меѓу него и вас. Старешина поставен од него, не од луѓе. Не оној на Мојсеевиот стол седат слепи водачи. Сами се поставиле под лажно учење, сатанска синагога, евреи кои не се евреи. Внимавајте и чувајте се од квасот фарисејски и садукејски. Матеј 16:6. Што е тоа? Па ти мислиш вака, ти ама вака, види сега така, и ти раскажуваш некои туги знаења, пак ја речеме современите преродбенички цркви. Преродбата што ја доживеале така наречени протестантски се темелат на три учења. Едното е Мартин Лутер, стара 400 години, втората е Азузе, улицата во Лос Анџелес, 100 и нешто години, и толку 150 години Дерек Принс. И тоа го прераскажуваат едни од други. Како наставници во 8 деление што имаат еден учебник и тоа им го предаваат на децата. Не смеат да излезат од тоа, зашто тој што ги финансира, нели што ги финансира парите, те носи во грев. Знаеш, спасен си, благодат, новороден си, завршил се. Јадеш Господова вечера, зборуваш јазици, истелуваш, вапцаш јајца, рипаш во реката по крстот. Вртиш околу црквата и викаш Христос воскресе, вистина воскресе, а си живееш, стоиш на границата меѓу стариот ти, славиш некого друг, Артемида Ефеска во ликот на Богородица. Имаме камена фреска во Дидон 200 години пред да се појави Исус, истата е насликана во македонските фрески. Како можеш да го насликаш Исус ако не си го видел? Те сакам Господ Исусе Христе. Стоиш на границата меѓу стариот ти, во истата кал, блоеница, кожа, ова кожа ви е кафес. Ти си телесен верник, неверник. Разбери го ова, посредник е потребен, старешина поставен од Исус да ти дава насоки по патот. Да не го погрешиш патот. Кој пат да го фатам? Па тесниот пат што води кон Исус мора да те води овчар. Ти да бидеш овца, да бидеш послушен, овците го слушаат гласот на пастирот. Или сакаш да бидеш коза, конјем, свиња, не знам што, блоеница, пес. Си одиш каде што сакаш, каде те води инстинктот. Јас бев распнат за Христос. Апостол Павле, веќе не сум и јас тој што живее во моето тело. Значи не е веќе тој. Ова тешко ќе го разбереш ти. Христос живее, не живееш ти. Тој те води. Секако ако разбереш дека Бог е самиот живот по Аристотел од античка Македонија, самиот тој ви дава живот, здив и се. Како пророчка уметност и филозофија. Затоа јас умрев за законот. Умри за тоа, за да можам да живеам со Исус. Галатјаните 2:19-20, значи стоиш на раскрсницата. Меѓу себе и Исус проште 40-50 години. Време е за раскинување, за распнување. Стариот да го фрлиш. Исчекор во духот, да умреш за законот, да се родиш, да оживееш во Исус. И затоа имаш посредник, старешина, поставен од Исус, не од луѓе, за да ти го покаже патот до него. Пазете сега, ако тој не е поставен од Исус и е телесен, напушти ја слободно црквата. Но ако е од Исус во духот, ти имаш отпор против Свети Дух, тоа е грев против Свети Дух, нема да се прости ни на овој ни на оној свет. Преку законот умрев за законот да живеам за Бог, за Исус. Се распнав заедно со Христос. Јас веќе не живеам. Тоа е целиот проблем. Како да го направиш тоа? Туку Христос да живее во тебе 2:19-20, тој е тој Христов ум што ти е потребен. Со човечки ум никогаш нема да дојдеш до Царството Божие од Исус Христос и до Таткото Небесно. Во 25 стих се вели, така законот ни беше воспитувач, што нема веќе потреба. Законот знаеш ова и после тоа следува казна. Воспитувач Галатјаните 3:24, а откако дојде верата Исус,
Ние веќе не сме под раковоста на воспитувач, нема потреба од законот. Тој вика по благодат сме спасени. Да, ама ако го слушаш Исус. А откако дојде верата, а Исус ти вели, што правите ви овде, седиме, ние чекаме. Што чекаме? Па немаме што да правиме. Како бе немате, влагај во лозијето да работиш. Ете ја приказната, што треба да правиш. Ние веќе не сме под раковоста на воспитувач, 10 Божи заповеди на камен, во ковчегот на заветот 3:25 Галатјаните. Сега треба да ти е во твоето срце, духот со законот, живи слова во срцето, законот е воспитувач, казнувач. Се враќаме, Аврам имаше директна врска со Бог таткото, тој е пријател Божи со 2А, знае што работи Господарот, го слушаше до покорност до крај. Направи една грешка, можеби и повеќе, легна со Агара, го направија Исмаел и денеска израелците се тепаат во тие во Газа, убиваат деца. Тоа е гревот на Аврам. А тие викаат татко Авраме, ние си го имаме Аврам, Мојсе и другите пророци. Не им треба ни Исус и друг татко. Еден е таткото. А Мојсе е посредник кој им го пренесе законот на луѓето. Потоа треба да имаат пастор, посредник. Видите, ова јас го пренесувам. Од доаѓа. Ако го веруваш, веруваш. Ако не разбираш, проблемот е твој. Јас морам да го кажам. Значи, тоа слегува и јас го посредувам, го објавувам. Значи, да имаат пастир, посредник, не онаков седнат на Мојсевиот стол, фарисеи, садукеи, кој говори не извршува, поставен воден од духот, кој насочува и подучува во духот. Така да некој од овие го земаат, тој еднаш ка ми рече, наш сотрудник Дарја, овие истото го земаат на претходна заедница, кај што има вавилонство, има дионисиство, има мамон и сето, и тие седат таму и дремат. И зема пари исто така од некој од странство. Тоа е тој проблем, не можете да му служите на Бога и на мамона. Ако го земаш, ова е слободно, тоа не е мое. Но ако се представуваш како свое, тоа е кражба, тоа е прелюбодејство и тоа е грев проти Светиот Дух, ќе одговараш. И друг го има земен и претходно манде ми вика, ој гледа истото го зеле, истите зборови. Тој претходно земаше од интернет, се сеќавам на една проповед, ја поделил Библијата толку стиха, толку бројки, толку ова, толку она, волку, ваму, центарот на Библијата, кој стих, што стих. Знаете како вие правите анализа на Господ? Еве го тој момент. И ја тогаш реков, овде нема ништо. Ова е хаос. Тоа е сатаната лично. А нам ни е даден Христовиот ум. Ти ќе го анализираш. Кој ги знае мислите на Господ? Кој му е советник на Господ? Прво Коринтијаните 2. Таму негде од 16 стих. Кој можеш да го анализираш ти? Па тоа е сатанско. Тоа е сатанско, исто рече, како вие рековте така, кога го анализираш и посредникот, ама ти рече вака, каде ви е љубовта, ти вака, зашто го благословуваш, тој зашто ова. Спушти се доле, извади го тоа, тие мисли што ти ги фрлил сатаната. Спушти се и чекај, чекај. Секоја мисла да е покорна на Господ Исус Христос. Одиме понатаму. Посредникот не може да биде посредник на еден. Тој е на... Бог е еден. Пазите, посредник значи ова се објавува и го слушаат луѓето. Оди на интернет, на YouTube, на Facebook. Оди на 4 радија, 2 во Австралија, 2 во Македонија, интернет. Едно, другото, двете во Австралија не се интернет. Оди на една телевизија Сонце да го благослови уредникот, собственикот Ѓорѓе, да му намножи Господ Исус Христос. Тој разбира дека Господ држи се, таткото и Исус ја држат и Македонија. Пазете, тоа оди јавно. Тоа е тоа, посредник. Преку ангелите се објавува. И Мојсей не го слушаа, сакаа да го убијат во пустината. Се сеќавате да се изберат своји водачи, заедно со брат му Арон. Ние ќе се избереме, сакаме нас, зашто не донесе овде и така. И никој кој не го слушаше Мојсей, посредникот, не излезе од пустината и им го пренесоа гревот на своите деца, тоа е грев проти Свети Дух. Не може секој да го слушне Божиот глас. Зошто? Се предава закон, поука, насока преку ангели, преку рака на посредник. Затоа што кога ќе го слушнеш Божиот глас, ќе се затрепериш, ќе се затресеш, се тресат темелите на земјата. Тоа се удар на громови, евреите ги затнува ушите, не сакаат да слушаат Божиот глас. Така да кога дојде една жена во Илуминати, завладеана, кога почна да зборува, гласот Божи ги затна ушите и побегна низ вратата.
Не можеш ти да го слушаш тој глас и луѓето што бегаат од средба ја напуштаат заедницата кога ќе дојдеш на таа граница меѓу тебе и стариот тебе, кај што треба да исчекориш во Исус. Дојди на молитва, ја дувна од групата се исклучи. Тај викам дојди, доаѓа 2 години. Еднаш дојде малку се подослободи, излегува малку демончињата, ма другите си ги прибра назад. Ти зборуваш каде ти е љубовта, ти немаш љубов во семејството, кон најблиските немаш љубов. Кон свекрвата, например. Замислете. Посредникот не е само посредник на еден, Мојсеј не го слушаа, сака да го убијат во пустината, да се изберат сами водачи кои ќе им говорат тоа што сакаат. Не може секој да го слушне Божјиот глас, се предава закон, поука, насока преку ангели, преку рака на посредник. Слуга поставен од Исус кој ве носи по патот на љубовта. Ние постојано зборуваме за пастири овци послушни кои го знаат гласот на пастирот и го слушаат, послушни се. Пазете се, има еден меѓа во тебе граница, кај секој еден од нас христијанов, меѓу стариот телесен ти и Исусовиот. И ти стоиш тука цел живот. Луѓето нешто не се променило, него се уште полошо. И кога ќе излезе некој заедница да му велам, има 2 духа, духот на Исус и духот на овој свет. Ако сум јас во тој дух ќе се види, ако си ти ќе се види, и по извесен период тие што не се враќаат затоа што гордоста е голема, себељубие, гордост е голем грев и духот на овој свет ги води, ќе изгинат во пустината. Тоа е целиот проблем. Меѓу стариот ти и Исусовиот треба да исчекориш во дух, да се предадеш, да станеш едно со Исус, да му предадеш се, да му го предадеш твоето срце. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни македонци, ни бугарин, ни србин, ни грк, ни НАТО, ни Европска унија. Ни роб, ни слободен, ни машко, ни женско. Сите вие сте едно во Господ Исус Христос, Галатјаните 3:28. Ако не сте, има. Тогаш ти си под власта на овој свет, тогаш си под законот, око за око, зап за зап. Тоа е грев против Светиот Дух кој се отплаќа. Ти си тогаш без духот. Се отплаќа, разбираш или не разбираш, немаш благодат дека си спасен. Се отплаќа тоа. Преку тебе, преку твоите деца, ќе го видиш тоа наскоро. Ние сме Аврамово семе. Да, но татко ни е небесен. Аврам, пријател Божи, кој го слушаше Божиот глас директно, и Мојсеј посредник, кој беше посредник, го слушаше гласот на ангелите и му зборуваше на луѓето. И ние овци кои одат по пастирот, само прашањето е кој е мојот пастир? Дали јас сам се водам, ме води некоја идеја, некој телесен учител овде или некој роднина? Или ме води духот на љубовта која никогаш не сопира? Те сакам, Господи Исусе Христе, од земјата до небесата, љубовта Исусова да не преплави. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата, Сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. А враќам Македонија во твоја собственост. Љубовта Исусова, силата Исусова, мирот Исусов, за секогаш Исус, од земјата до небесата. Царството Божјо во секое срце, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце и на секаде. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од вас, кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине веднаш, што е заповед на молитвен војник на Господ Исус Христос. Исусе и само Исусе, летај душо моја на крилјата на љубовта. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со тебе, о Исусе, душава моја, тебе ти